Во дигиталната ера, приватноста повеќе не е загарантирано право. Многу бесплатни апликации и услуги не наплаќаат пари, но не се бесплатни од гледна точка на личните податоци. Податоците се валута. Тие овозможуваат персонализирани реклами, што секако носи поголема заработка отколку обичните реклами. Милиони корисници секојдневно преземаат бесплатни апликации, внесуваат лични податоци и без да забележат го разменуваат своето секојдневие за удобност и функционалност. Но што на вистина се случува во сенка за тие услуги што ги нарекуваме бесплатни? Современите мобилни апликации и интернет платформи собираат огромна количина приватни информации. Локација, рути на движење, интереси, од тоа какви видеа гледаме, што пребаруваме, па дури кои места ги посетуваме. Она што за корисникот изгледа безопасно, за компаниите представува златен рудник. Податоците се продаваат, анализираат, препакуваат и во реално време завршуваат кај рекламни агенции, маркетинг мрежи, па дури државни институции. Како точно се собираат и продаваат податоци? Истражувањата покажуваат дека трети лица, така наречени data brokers, купуваат податоци од мобилни апликации и ги препродаваат глобално. Компании како Gravy Analytics, Ventel, Mobilevala и други низ годините собирале чувствителни локациски информации од милиони корисници. Податоци за посета на болници, верски објекти, работни места, па дури и владени и воени институции биле движечка сила во профитабилната индустрија на дигитално следење. Новинарски анализи покажуваат дека така наречената анонимност на податоците всушност е илузија. Со само неколку информации, локација, модел на движење, време на активност, може да се открие вистинскиот идентитет на корисникот. Профилот што го создаваат овие компании е толку детален што опфаќа навики, рутини, интереси, па дури податоци како здравствени состојби или верска припад. Особено загрижува трендот во кој приватноста станува производ што мора да се плати. Дел од медиумските куќи и дигитални сервиси веќе воведуваат модел плати или дозволи следење, каде корисниците имаат избор или да ги споделуваат податоците или да плаќаат месечна претплата за да не бидат следени. Така, приватноста, некогаш сметана за основно право, се повеќе станува луксус што не секој може да си го дозволи. Истовремено, на пазарот се појавуваат нови апликации кои отворено плаќаат за пристап до дигиталната активност на корисниците. Една таква апликација, Verb AI, нуди околу $50 месечно ако корисникот дозволи да се следи секој аспект од неговата онлайн употреба и да се креира така наречен дигитален близнак, односно виртуелна верзија на личноста создадена од незините навики и податоци. Овие модели дополнително го поставуваат прашањето: дали приватноста веќе е стока која доброволно ја продаваме? Какви се ризиците и што всушност се случува кога апликациите знаат се за нас? Стручњаците предупредуваат дека иако многумина мислат дека немаат што да кријат, вистинскиот ризик е во тоа што податоците може да се користат за манипулација, таргетирање, дискриминација или политички влијанија. Во минатите години регулаторните тела, како Федералната комисија за трговија на САД, мораат да интервенираат и да забранат продажба на чувствителни локациски податоци од одредени компании поради опасноста која носи нивното неконтролирано собирање. Сепак, и покрај обидите за регулација, индустријата на податоци расте побрзо од законите што треба да ја ограничат. Корисниците честопати не се свесни колку апликации имаат пристап до нивната локација, камера или микрофон. Голем дел признаваат дека не ги ни читаат условите за приватност, кликаат потврди и продолжуваат. Така со секој нов клик се додаваат нови информации во огромните бази што постојано се надградуваат. Во време во кое информациите станаа највредната дигитална суровина, едно прашање станува се погласно: дали навистина ја контролираме сопствената приватност и како да ја заштитиме? Експертите советуваат корисниците сами да преземаат дел од контролата, да ги проверуваат дозволите на апликациите, да ги исклучуваат непотребните опции за локација, да избираат услуги кои гарантираат транспарентност и да бидат внимателни што споделуваат. Затоа што во свет во кој податоците вредат повеќе од злато, прашањето не е дали некој не следи, туку колку многу знае за нас и што може да направи со тоа.